Кратки најави за денешниот дневник. Одлуката на Комитетот на Бернската конвенција уште еден жолт картон за државава. Промовирано капиталното дело книга за светите браќа Климент и Наум Охридски од Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Грижата за паркот е заедничка обврска едукативни работилници на Националниот парк и Планинската спасителна служба во средните училишта. Минималната синдикална кошничка и понатаму расте. Поевтинуваат бензините. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди и свежо со измерени максимални 11 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде умерено облачно и свежо. Утре на најголем дел од западна, југозападна и јужна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. На север, североисток и крајниот исток од Европа врнежи од снег и ниски температури. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во четврток времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во приморските и централните делови врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот утре од 3 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во утринските часови по котлините и долините појава на магла. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Минималните од 1 до 10, максималните дневни температури утре во земјава од 9 до 15 степени. Во Охрид во четврток времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Минималните 6, дневната 12 степени. Во Охрид во петок ќе биде претежно облачно со дневна температура до 12 степени, а во сабота и недела облачно со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во недела. Минималната 6, односно 7 степени, додека дневната температура 14, односно 13 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Супер акција во Миса Маркети. Чипси домачински 160 грама 75 денари. Велнес интегрален кекс 45 денари. Плазма Бамби посна 150 грама 63 денари. 7 Days Double Max 60 грама 27 денари. Fish Fingers 250 грама 59 денари. Плазма Мелена посна 300 грама 109 денари. Крали Марко 4 по 500 милилитри 139 денари. Јана Ice Tea 1,5 литар 32 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Бернската конвенција ја повика државата да ги стопира сите тековни проекти спротивни на одредбите на УНЕСКО, да ги стопира сите постапки за понатамошна урбанизација и други градежни зафати на и во близина на заштитените подрачја, вклучувајќи ги административните процедури за истите, како и сите постапки за легализација на дивоградбите.
Комитетот на Бернската конвенција при Советот на Европа ја повика државата да ги стопира сите тековни проекти и активности кои се спротивни на одредбите додека не се оствари мисијата на УНЕСКО, да го одложи усвојувањето на клучните документи, се до усвојување на препораките од мисијата на УНЕСКО, да ги стопира сите постапки за понатамошна урбанизација и други градежни зафати на и во близина на заштитените подрачја, вклучувајќи ги административните процедури за истите, како и сите постапки за легализација на дивоградбите. Сега мора да се стопира со овие процеси и мора да се седни на маса и да се дискутира како понатака овај проблем ќе се решава. Од национално ниво, па и на локално ниво. Сега ние како граѓански организации се трудиме да го актуализираме овај проблем, да се изнајде решение, бидејќи деградацијата на природното и културното наследство продолжува и не стопира. Според екологистите, ова уште еден жолт картун за државата од меѓународни институции кои не признаваат импровизации. Ваквите документи кои ги испраќа Советот на Европа се почетна мерка која треба да ги освести институциите и субјектите кои работат на заштитата на природното и културното наследство. Времево е кратко, до февруари месец што може на лице место да се преземи, не знам што може за овие 2 месеци. Факт е дека изминативе 25-30 години се деградира, се уништува културното и природното наследство. Сега овој жолт картон на нашава држава што е даден, на некој начин ќе ги освести и локалните институции и државните институции, дека луѓе мои не може ова вака повеќе да оди и дека мора да се стопира овај процес. На 2 месеци пред Македонија и Албанија како држави што управуваат со Охридскиот регион како светско културно и природно наследство да го достават извештајот до УНЕСКО со реализиран напредок во спроведувањето на активностите посочени во препораките за заштита, екологистите и граѓанските активисти се погласни дека ништо не е сработено за Охрид да не се најде на листата на загрозени заштитени подрачја. Неконтролираната урбанизација продолжува. Нема отстранување на дивоизградените објекти, а не се води грижа ниту за заштитата на Охридското езеро, кое се загадува, но и неконтролирано се искористува за производство на електрична енергија. Напроред во мисијата на УНЕСКО се очекува да бидат вклучени и експерти од Бернската конвенција за да ја скенираат состојбата во државава. Во рамки на чествувањето на Свети Климент Охридски, патронот на градот, промовирано е делото Книга за светите Климент и Наум Охридски. Автори на ова капитално дело се двајцата охридски истакнати интелектуалци професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски. Традицијата на светите Климент и Наум Охридски е жива уште од нивното време па се до денес, преку дела, статии, прилози, кои го расветлуваат и објаснуваат животот на двајцата големи просветители. Промовирано делото Книга за светите браќа Климент и Наум Охридски. Книгата е синтеза на науката и уметноста од дела посветени на сесловенските учители, а автори се професорот доктор Димитар Пандев и поетот Славе Ѓорѓо Димовски. Во научниот дел од книгата се поместени делата за Климент и Наум Охридски низ целата македонска историја од нивното време, од времето на седмочислениците па преку времето на просветителите и преродбениците, македонската револуционерна борба па се до наше време, напоменува професор доктор Димитар Пандев. Даден е избор на значајните искажувања од македонски и светски слависти за Свети Климент и Наум, појаснува Пандев. Традицијата на Климент и Наум Охридски е жива во Охрид уште од нивното време, особено тоа се забележува од времето кога е напишано житието на Свети Наум, а тоа е 916 година, преку сите оние текстови што доаѓале во Македонија во 19 век, значи што се пишувале и од Македонија што оделе во светот и од светот што доаѓале во Македонија. Тоа значи дека постои една циркулација на книги на словата на Климент Охридски, но и секако на Наум Охридски, кои што на извесен начин го обиколувале сиот словенски свет. Славе Ѓорѓо Димовски работел на делото на областа на уметничката литература. Подвлекува дека 10 векови култот на Свети Климент и Свети Наум е актуелен, предизвикувачки и наишол на одраз во речиси сите генерации на македонски современи писатели. Во народната литература се познати многу преданија и легенди за нив.
Сите имаат некаков си анекдотски карактер, кој што ја представуваат нивната духовна и надприродна моќ, со што успеале да го анимираат тогашното население, пред се од просветен карактер. Димера Тајковски, промоторот на книга за светите браќа Климент и Наум Охридски, напомена дека делото е значајно за историографијата и лингвистиката во периодот кога македонистиката се соочува со тежок момент на признавање или негирање на македонскиот јазик. И токму овој зборник доаѓа во вистински момент, затоа што овој зборник представува едно дело кое што и е потребно на македонската публика и потребно е да се обновува, затоа што внатре се собрани дела не само на еминентни истакнати историчари, проучувачи на македонската медиевистика, туку и оригинални историски автентични извори во превод на современ македонски јазик, кои што ќе бидат доближени на македонската јавност и на македонската публика и на обичниот читател. Во книга за светите браќа Климент и Наум Охридски се поместени дела, статии, прилози кои го расветлуваат и објаснуваат животот на двајцата големи просветители не само во Македонија, туку и во сесловенската историја. Вечерва по 24 пат ќе се одржи традиционална изложба на фотоклубот Охрид во чест на патронот на градот Свети Климент Охридски. 16 членови на клубот ќе се представат со 50 фотографии пред своите сограѓани. Преку фотографија ја раскажуваме својата приказна што не успеавме да раскажеме со зборови. Таа дава бесмртност, ни помага да ги документираме нашите патувања на животот и ја поттикнуваат нашата мечта, велат од фотоклубот Охрид. Изложбата ќе биде отворена од 19 часот во изложбениот салон при Центарот за култура Григор Парличев. Под мотото "Грижата за паркот е заедничка обврска", Националниот парк Галичица во соработка со Планинската спасителна служба ги едуцира охридските средношколци за природните и културните вредности на паркот. Двочасовните предавања ги опфаќаат дозволени и забранети активности, но и ризици за паркот. Дополнително оваа кампања представува апел, особено до најмладите генерации, за поголема свесност и заедничко дејствување за подобра животна средина. Грижата за паркот е заедничка обврска, гласи мотото на кампањата наменета за охридските средношколци во организација на Националниот парк Галичица. Преку двочасовни предавања наменети за охридските тинејџери, вработените во установата и членовите на Планинарската спасителна служба, кои ги посетуваат средните училишта во Охрид, имаат цел да им го доближат работењето на Националниот парк. Преку дружба и дискусија да го надополнат знаењето за природните и културните вредности кои што ги нуди. Денеска во Охридската гимназија се зборуваше и за грижата за паркот и ризиците кои го демнат, вели Ангела Тасиска, биолог соработник за еколошка едукација при установата. Зборуваме за дозволените и забранетите активности на територија на паркот, односно за зонирањето кој што е во Националниот парк Галичица за 4 вида на зони, зона за строга заштита, зона за активно управување, за одржливо користење и бафер појас, кој што сметаме дека е неопходно да имаат едно познавање сите ученици за овој тип на зони. Најголем фокус ставаме на заканите кои што се на територија на паркот, односно дивоградбите и за жал отпадот кој што е една непријатна гледка која што често пати ја гледаме во Националниот парк Галичица. Кампањата активно е поддржана од Планинарската спасителна служба, чии волонтери зборуваат за активностите кои може да се реализираат на територијата на паркот. Им даваат поттики и им ги објаснуваат придобивките што би ги имале доколку поголем дел од слободното време го користат во природата. Идниот период оваа група ентузијасти ќе ги посети останатите училишта во Охрид со цел пренесување на главната порака. Главната порака е да се сознаат клучните вредности кои што ги поседува Националниот парк Галичица, заеднички да придонесеме за грижата на паркот, затоа и со таа цел ја реализираме оваа кампања под мотото "Грижата на паркот е заедничка обврска". Грижата на паркот не е само на јавната установа, грижата на паркот е на сите нас, заеднички да допринесеме
придонесеме. Апелираме поголема свесност, особено кај најмладите генерации, заеднички да го поттикнеме прашањето за размислување како до подобра животна средина, како заеднички да придонесеме до подобра работа на паркот, како да ги намалиме заканите кои што се на територија на паркот. Годинава е успешна во полето на еколошката едукација. Ова институција реализира голем број едукативни работилници на различна тематска содржина, а опфатени беа повеќе од 700 деца од различна група, од предшколска и од училишна возраст. Минималната синдикална кошничка и понатаму расте. Најголем дел од буџетот на 4-члено семејство оди за храна и подмирување сметки за режиски трошоци. Минималните месечни трошоци на едно 4-члено семејство во ноември изнесувале 51.714 денари, а се за 200 денари зголемени во однос на октомври и за 1.490 денари во споредба со септември. Според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, за храна во ноември биле потребни минимум 19.518 денари, а за режиски трошоци 12.983 денари, што е повеќе од половина од синдикалната минимална кошничка. Останатите средства, односно 3.668 денари, се минимум потребни за превоз, 2.986 денари за хигиена и 2.250 денари за облека или обувки. За културни активности, според синдикалната минимална кошничка, остануваат 1.067 денари, а за здравствени услуги само 799 денари. Бензините поевтинуваат, а цените на дизелот остануваат исти. Бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 од полноќ поевтинуваат за 2 денари по литар, а малопродажните цени на Евро Дизел, екстра лесното масло за домакинство и на мазутот не се менуваат, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе биде 81 денар за литар, а Евро Супер БС 98 ќе чини 83,5 денари. Литар Евро Дизел БС и натаму ќе се продава за 84,5 денари. Екстра лесното масло за домакинство за 81,5 денари, а килограм мазут ќе чини 42,2 денари. Следуваат вестите од светот. Во раци низ Германија уапсени се 25 лица осомничени дека се обиделе насилно да ја соборат владата. Германските медиуми наведуваат дека станува збор за група екстремни десничари и поранешни армиски офицери, кои планирале да упаднат во зградата на парламентот и да ја преземат власта. Како клучна личност за нивните планови се споменува маж опишан како принц наречен Хајнерих 13. Има 71 година. Наводните водачи се меѓу уапсените во 11 германски покрајини, објавија федералните обвинители. Белорусија планира да премести војна опрема и безбедносни сили како одговор на можни терористички акции, објави Советот за безбедност на Белорусија. Во соопштението се наведува дека поради планираните војни вежби, сообраќајот на некои делници и патишта ќе биде забавен. Не е соопштено во кои делови од земјата ќе се одржуваат војните вежби. Украина предупредува дека Белорусија и Русија планираат нов упад на руската армија преку украинско-белоруската граница и поради тоа во последните недели во Белорусија се одржуваат војни вежби. Минатата недела, рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу разговараше со својот белоруски колега Виктор Хренин за војната соработка. Кинеските власти одлучија да ги олеснат мерките за карантин за заразените од коронавирус. Надлежните велат дека луѓето со симптоматски или благ коронавирус сега ќе можат да бидат ставени во карантин дома наместо во државни институции, што значително ќе олесни политиката нулта ковид, која предизвика гнев кај населението по неколкумесечните ограничувања. Новите мерки ќе значат дека оние кои ги чувствуваат симптомите од COVID-19 ќе можат да останат дома и да го пријават резултатот од тестот до самите власти. Земјата го укина и задолжителниот PCR тест како услов за влез во повеќето институции и установи, освен во болниците и училиштата. Олеснувањето на мерките доаѓа само една недела од како избувнаа граѓански протести низ целата земја против строгата политика за нулта ковид. Освен на релаксирање на мерките, надлежните се обидуваат да ја забрзаат и вакцинацијата на старите лица. Американскиот федерален суд во Вашингтон ја отфрли тужбата против престолонаследникот на Саудиска Арабија Мохамед бин Салман за убиството на саудискиот новинар Џамал Кашоги, со образложение дека тој ужива имунитет пред Американскиот суд како актуелен шеф на странска влада.
Окружниот судија Џон Бейтс рече дека не сака да ја отфрли тужбата, но нема избор со оглед на одлуката на администрацијата на Бајден. Кашоги, новинар и истакнат критичар на престолонаследникот Бин Салман, беше убиен во саудискиот конзулат во Истанбул во октомври 2018-та. Американските разузнавачи заклучија дека престолонаследникот на Саудиска Арабија го одобрил убиството на новинарот кој критички пишувал за суровите методи на принцот Мохамед да ги замолчи оние кои ги сметал за ривали или критичари. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.